Со почетокот на кризата, со пандемијата на SARS-CoV-2 вирусот и COVID-19 синдром кој што, добро знаете, предизвика пандемија, една од најпогодените земји, веднаш после Кина, добро знаете, беше Италија, со тоа што беше погодена индустриската зона на северот на Италија, тоест Ломбардија, со илјадници мртви, до денеска се над 15.000, над 100.000 заразени, скоро 100.000 заразени, меѓу кои 90 доктори кои што се умрени, медицински сестри и друг медицински персонал, и над 3.000 од персонал заразени луѓе од сите медицински гранки. Тоа што се случи е без преседан. Практично настаната една ситуација на хитност, кај што буквално не бевме спремни да одговориме. Затоа имаше на почетокот и многу жртви. Буквално не бевме спремни, тоа значи во рок од 24 сата до 48 часа се адаптиравме на главната ситуација. Можем да зборувам за нашата болница, а исто така за северот на Италија, кај што соработувам со луѓе, ендоскописти, гастроентеролози кои што работат таму и знам како се одвиваат нештата. Тоа што се случи кај нас е практично сите активности за елективни, тоест контролни ендоскопи, контролни испитувања од сите делови на сите медицински гранки беа практично стопирани и почнавме само со хитни случаи, малигни болни пациенти кои што имаат потреба од хитни третмани. Практично сите оделенија се затворени, се претворени во оделенија COVID. Оваа болница има околу 2000 кревети. Може да замислите буквално каква ситуација има настанато. Селекцијата на пациенти настанува од брза помош, па се до крајните оделенија кај што пациентите се згрижени. Од финансиска гледна точка ситуацијата е катастрофална за сите, посебно во медицинскиот сектор, каде што сигурно 2020 ќе се запомнета по никакви приливи од финансиска гледна точка за пациенти кои што се хоспитализирани, од и регионот потадава средства назад. И од најголем проблем е тоа што сите програми за скрининг, сите пациенти кои што доаѓаат да се контролираат, се буквално суспендирани и ќе настане една ситуација каде што тие што сега немаат потреба од хитни испитувања за 2 месеци ќе биде хитно, така да ќе имаме сигурно голема потреба од простори, од повеќе денови, сигурно ќе се работи сабота и недела и така натаму. Многу често сум во контакт со властите од Македонија, посебно со Министерството на здравство за препораки тоа што се случува тука. Најважно е social distance, тоа што значи дистанцирање од било кој. Луѓе кои што ни се блиски и роднини пријатели, ако не живеат со нас во под истиот кров, не сме да има никакви средби, никакви размени на добра, било какво нешто. Често ми е на раце, носење на маска на јавни места, освен дома. Дома, ако има некој кој што е заразен или пак има минимални симптоми, треба да биде изолиран во посебна соба или во посебна просторија, треба да носи маски, ракавици и така натаму. Дали мерките кои што ги спроведува државата според вас сметате дека се доволни и соодветни? Има еден голем аспект тука. Државата е таа што треба да воведе мерки. Нормално, тука државата ги воведе, исто како и во Македонија, тоест лимитирање на движење на луѓето со намалување на човекови права.
Така да јас не можам да излезам било каде без одобрување. Тука направи еден модул кој што секој треба да го пополни за да може да излезе, и на модулот е дозволено да се оди да се купи нешто, основни продукти за прехрана, значи некој не може да оди да купи нешта за облекување, телефон или така натаму, значи само за јадење. И тоа еднаш неделно и еден член од фамилија. Потоа може да се оди во апотека и во болница. Значи ова се трите нешта кои што може да се оди, и на работа само на есенцијални места. Тоа значи општините се затворени, целата администрација е дома, се воведе home working, одржуваме преку Skype и Zoom и други портали видеоконференции, со тоа што нели работата треба да тече. Посебно јас сум во Европското здружение на гастроентерологија, јас сум лидер на guidelines за баријатрична ендоскопија, за РЦП, ехоендоскопија и така натаму. Во овој период ги правиме линиите водичи и сум многу често во контакт. Нешта кои што требаше да ги направам лично, да одам таму во Белгија, во Страсбург, во Даблин, сега тоа го правиме преку телефон или преку видео конференција. Импактот на COVID-19 е, како што кажав, од неизмерливи размери. На крајот на кризата ќе видиме. Државата помага на различни начини, нема најважно е тоа што го кажувам и за сите во Македонија и во Тетова, најважно е да во моментов да нема никакви контакти никој со никого, оти вирусот не е многу субдолен, е многу лесно пренослив, има многу висока вируленција, е многу вирулентен и подеднакво сите може да ги зарази. Со тоа што младите изгледа дека се порезистентни, постарите лица се многу помалку отпорни на вирусот, посебно оние што имаат претходни проблеми со здравје, хипертензија, висок притисок, шеќер и така натаму. Но тоа што го гледаме, има и навистина многу млади ги имаме тука на апарати, 20 годишни, 18 годишни, трудници, од сите возрастни доба имаме луѓе на апарати. Посебна категорија, тоа што го гледаме тука, на критични пациенти се 45-55 години од машки пол, кои што имаат симптоми на вирусот неколку дена и потоа нагло се влошува состојбата, во рокот пола сат престануваат да дишат. Тоа го гледаме тука и тоа се случува често и во Северна Италија, и гледам исто на главните мотори на истражување, на научни истражувања, најпогодена популација од тој аспект се овие пациенти 45-55 години од машки пол. И тие што имаат исто зголемена килажа, значи индекс на body mass index, што е индекс за тежина над 30. Тоа може многу лесно да се измери на интернет. Тоа што го препорачувам како гастроентеролог е здрава исхрана во овој период, што значи не претерување со храна, затоа што во овој период сите седат дома претежно, и физичка активност колку што се може, затоа што не сите имаат услови дома да имаат физичка активност. Што повеќе движење или пак активности кои што може да се прават и во место, има туторијал на YouTube и така натаму. Ако е помалку, важно е да биде минимум 2 пати неделно, ако е секој ден уште подобро, затоа што во овој период здравјето се штити и со физичка активност и со поздрава исхрана, тој што може, точно, тој што има економски услови. Тоа што е добро, што моментално вирусот драстично се намалува. Во минатиот петок затворивме 5 одделенија COVID, вчера затворивме 4 одделенија COVID, денеска само 3 нови примени само во оваа болница на брза помош. Така да мерките кои што ги има преземено државата и владата даваат плод. Треба да се има трпение за да се седи дома, за да се намали
бројката. Тука се шпекулира дека дури после 3-4 мај ќе почне отварање во фази, тоест прво индустрија, па потоа администрација и на крај сите останатите, за да се види каков ќе биде импактот. Проблемот што овој вирус што дури 2 недели има инкубација, нека и сите, значи средна инкубација околу 5 до 6 дена. Тоа е проблемот и голем проблем е што над 80% од популацијата нема никакви симптоми. И е заразна, може многу лесно да го пренесе вирусот, така да ова е сериозен проблем. И за крај една кратка порака, зошто треба тетовчани да ги почитуваат препораките? Не само тетовчани, сите треба да ги почитуваат препораките. Станува збор за живот или смрт. Ова е многу важно. Секој од нас мисли, а мене никогаш не може ништо да ми се случи. Секој од нас мисли, јас сум отпорен, јас поготово сега сите фейк ньюс што ги даваат, кој е вакциниран против нешто и така натаму, или пак ако јаде нешто посебно или било какви други ситуации. Единствено што е докажано, моментално, покажувам затоа што работам со наука, тоа што е докажано е дека витамин С, витамин Д и цинк го подобруваат имунитетот. Ово веќе го знаевме за сите вируси, не само за SARS-CoV-2. Правам дистинкција затоа што SARS-CoV-2 е вирусот, а COVID-19 е синдромот што го дава вирусот. Значи се две различни нешта, како HIV и SIDA. Значи тоа е споредбата. И многу е важно секој од нас да ги почитува мерките што ги даваат владата и органите. И уште една порака, вирусот не гледа никој на позиција, никој на опозиција, сите подеднакво ги никој е сиромав, никој е богат, ни пати кој е млад, никој е стар. Само во оваа споредба постарите поволшо поминуваат. Така да во овој момент треба сите подеднакво да се здружат заедно со било кој орган од власта за да помогнат да се намали ширењето на вирусот.